Кратки најави за денешниот дневник. Блок тарифи за користење електрична енергија. Седумдесет и 5 години од формирањето на Педагошкиот институт во Македонија. СПЦ одобри канонско единство со Македонската православна црква Охридска архиепископија. Најстариот занаетчија во Струга се уште е во својата работилница. Дизелот поевтинува, бензините поскапуваат. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност, високи дневни температури до 25 степени Целзиусови над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Во текот на ноќта ветро со локална облачност и потопло. Утре над британските острови, на исток и југоисток од Европа. Умерено облачно и нестабилно време со услови за локални врнежи од дожд и појава на невреме. Во останатите делови од европскиот континент, ветро со локална облачност и релативно топло. Во вторник во северните и централните делови на Балканот времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и локални појави на невреме. Во останатите делови од полуостровот сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури од 23 до 31 степен Целзиусов. Во Македонија во вторник сончево со локална облачност и топло. Доцна попладне зголемување на облачноста и развојна нестабилност. Во вечерните часови во текот на ноќта кон среда можни услови за локални врнежи од дожд. Минималните од 7 до 15, максималните од 24 до 33 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник сончево со локална облачност и топло. Во вечерните часови минимални услови за слаб локален дожд. Минималната температура 12, дневната 26. Во среда претежно сончево со локална облачност, попладни услови за локален дожд и посвежо време со температура до 22 степени. Во четврток и петок свежо утро, температура 5 односно 6 степени. Во текот на денот сончево и топло време со дневна температура од 19 односно 22 степени Целзиусови. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Аре, ги крена рампине? Неам, знам дека во Кармен рампиве ги имат кренато за цел град. Зашо ќе има таму? Многу големи настани, многу големи изненадувања. Кога ре? На 20 и 21 мај. Кармен Бау центар со голем настан на 20 и 21 мај и безброј изненадувања. О, дешавка, шо толку многу попусти? Јадење и пијање без пари, даве, чути не кажби никому. Големи попусти дури до 40% на брендовите како Бекамент, Bosch, Revolt, Stanley, Swiss Chrono, Maracci, Velux, Grafite, Berto и многу други. Не пропуштајте да не посетите. Можеш ре? Ако не можеш, турни го за пивцето. Рампи кренати! Попусти колку сакаш.
Јадење, пиење без пари. Ова го има само во Кармен Бау центар. Појлите на дружба на 20 и 21 мај. Супер акција во Миса Маркети. Сок Лайф од портокал 1 литар 75 денари. Сок Фруктал коктел 1 литар 50 денари. Граф 400 грама со сланина или колбас 89 денари. Чипси 160 грама 69 денари. Плазма 600 грама 179 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Тарифниот систем за користење на електрична енергија ќе ги претрпи најголемите измени од осамостојувањето на Македонија досега. Ќе се воведат така наречени блок тарифи кои нема да важат за ефтината струја. Македонија станува прва земја во регионот која ќе примени блок тарифи за користење на електрична енергија, кажа на денешната пресконференција председателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни ресурси Марко Бислимовски. Цената на највисокиот блок за домакинствата ќе биде многу блиску до пазарната цена на електричната енергија. Како причина за воведувањето на овие блок тарифи, Бислимовски го наведе фактот дека 17 домакинства во државава трошат 10% од вкупната потрошувачка на домакинства или 330 милиони киловат-часови или 30% од домашното производство на хидроелектраните во сопственост на електростопанство на Македонија. Немаме против да трошат, колку сакаат ќе трошат, но тие домаќинства со енормна потрошувачка ќе плаќаат цена блиску до пазарната. Доколку си инвестираат во енергетско ефикасни уреди, се разбира дека нивната потрошувачка ќе се намали. Македонија е земја која што е енергетски сиромашна, во изминатиот период, за жал, и тоа што го имавме како ресурс, тоа е јагленот, се повеќе и повеќе се намалува и со оваа мерка ќе придонесеме да се намали потрошувачката на домаќинствата и да започнеме со рационална потрошувачка. Новиот модел кој ќе биде изработен и врз база на искуствата од останатите земји каде веќе се користи, ќе биде димензиониран максимално да ги заштити потрошувачите со просечна потрошувачка. За нив ќе биде обезбедена пониска цена во однос на другите тарифи. Дополнително ќе се знае бројот на блокови, дали ќе бидат 3 или 4, со цел да имаме поголем опфат на граѓаните со минимална потрошувачка, граѓаните од ранливи категории на потрошувачки и категории кои немаат друга опција за грејење, објасни Бислимовски. Другите два блока ќе се со многу повисоки цени. Со помош на електромашинскиот и техничкиот факултет се прават подлабоки анализи за структурата на потрошувачката кај домакинствата во земјава. Сите блокови ќе важат за сите. И за тој што троши најмногу му е гарантиран првиот блок и вториот, а третиот ќе се биде. Значи, од тој аспект, блок тарифите ќе важат за сите граѓани во државата. Значи, и некој ако потрошил, да речеме, 3000 киловат-часови, првиот, вториот и третиот блок ќе се ги добие по цени за прв, втори, трет блок. Нема да биде ако е потрошувачката 3000 киловат-часов, 3000 села потрошувачка да се тарифира по последниот блок. Се бара начини за воведување на еден фиксен надоместок кој ќе го плаќаат сите. Тој ќе се однесува за континуираното одржување на електричната мрежа во земјава без разлика дали некој живее во државава или доаѓа на само неколку дена во годината. Надоместокот ќе биде помал за континуираните потрошувачи во однос на оние кои имаат викенд станови, куќи и слично. Дециден е Бислимовски.
Одбележан јубилеј 75 години од формирањето на Педагошкиот институт во Македонија. По тој повод одржана меѓународна конференција на која беа дискутирани теми од образовните предизвици во земјава и регионот. Покрај последиците од пандемијата, како алармантна состојба е посочена и масовната миграција на младите од регионов и Европа. Институтот за педагогија во своето 75 годишно постоење и действување досега има постигнато значајни придонеси во образованието, а со наставно-научно-истражувачка работа го збогатува општествениот јавниот живот во нашата земја, истакна министерот за образование и наука Јетон Шакири на меѓународната конференција 75 години Институт за педагогија, воспитно-образовни предизвици, одржана по тој повод. 75 години институт, каде до сега има дадено многу значаен придонес во насоката и истовремено се надевам дека со добра соработка Министерството за образование и наука, со институтот, со факултетот, со универзитетот УКИМ ќе продолжиме да работиме за подобри и поефективни резултати во делот на високото образование. Образованието е столб на државата и без следење на предизвиците кои ги носи новото време не може да постои едно општество, истакна професор доктор Ратко Дуев, деканот на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи на меѓународната научна конференција 75 години Институт за педагогија, воспитно-образовни предизвици. Кога науката зборува за проблемите во една област, ќе стане пракса и само така ќе дојдеме до поквалитетно образование и поквалитетен развој на нашите најмлади. Ние постојано ги прифаќаме, значи не ова ни прва, ни последна научна конференција. Проблемот е што регионално се очуваме со еден многу поголем проблем за кој што малку се зборува, тоа е масовната миграција на младите. Само еден податок да ви кажам дека во последните 10 години имаме 40% помалку матуранти. Така што ние покрај пандемијата, покрај сите овој регионален процес кој се очуваме, тоа е една голем предизвик за образованието, бидејќи доколку не го решиме тој предизвик, ние нема да зборуваме за перспективи. Ректорот на УКИМ професор доктор Никола Јанкуловски истакна дека педагошката дејност представува основна движечка сила во едно општество и во образовните процеси во секоја земја. Педагозите постојано се справуваат со предизвици и промени, а реформите што настануваат во оваа дејност треба да одат преку нив. Тоа е процес кој треба заедно покрај универзитетот и државата да вложат напори за кадровска политика и логистика и поддршка на педагошката дејност, напомена професор доктор Јанкуловски. За да биде едно општество биде развиено и да биде унапредено со сите своји дејности, треба да педагозите да имаат една клучна улога за понатамошниот квалитет на образованието. Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје секогаш прави максимални заложби да го подигне квалитетот на образованието и образовниот систем во нашата земја. Секогаш се трудиме да ги зголемиме нашите капацитети, да се покача стандардите за образованието и на тој начин да се постигне максимално еден образовен систем кој што сите наставници, воспитувачи, педагози максимално добро бидат едуцирани уште од студентски денови, па понатаму максимално да бидат надградувани во својата кариера и во својата професија. Раководителот на Институтот за педагогија, професор доктор Елизабета Томевска-Илиевска, се осврна на развојот на најстарата високообразовна институција во Македонија по ослободувањето, која образува со децении педагози, воспитувачи и наставници. Образованието е многу широка проблематика и од таа причина имаме мултидисциплинарен тим, односно професори и теми кои што доаѓаат не само од педагогијата, од психологијата, од специјалната едукација и рехабилитација, археологијата, од психологијата, од филозофијата, од историјата, од здравственото и физичкото образование, од уметностите и при тоа мораме да кажеме дека ние сеопфатно, холистички го третираме комплетниот воспитно-образовен систем на нашата држава. Што значи дека ќе имаме теми на кои што ќе зборуваме, ќе се споредуваме да видиме какви се истражувањата и од поразвиените образовни системи кон кои што ние сакаме да клониме. Општина Охрид подпиша меморандум за соработка со Филозофскиот факултет за поддршка на меѓународната конференција.
Кирил Пецаков, градоначалникот на општината за одржување на овој академски собир, кажа дека за Охрид тоа има голема символика. Што ја гледам символиката на давање на собирот на овој академски собир, затоа што Охрид е центарот на словенската култура и писменост генерално, и секако дека би сакал да додадам честитки на педагошкиот факултет или институт кој што има 75-та годишнина како го организирува, и секако дека како најстара високообразовна институција која што години нанозад произведува кадри како што се наставници, воспитувачи и така натаму, но со сите оние кои што се задолжени за образованието на нашите најмали секако. Меѓународната конференција се одржува под покровителство на председателот на државата Стево Пендаровски. На научната конференција ќе се дискутира за образовните случувања во Македонија, ќе се разгледуваат прашања и теми од областа на педагогијата и образованието, а ќе се донесат препораки за поквалитетно воспитно-образовен систем. На конференцијата учествуваат над 200 професори и педагози од вкупно 21 земја. Јетон Шакири, министерот за образование и наука, на новинарско прашање кога ќе се прекине преговарачкиот штрајкувачки процес, кажа дека следува уште една средба со СОНК. Искажа оптимизам дека се доближуваат до заедничките ставови за 18% зголемување на плата на вработените во образованието. За завршување на учебната година на 10 јуни пак, истакна дека тоа ќе зависи од состојбите во школите со наставниот материјал, а за кој увид и препораки ќе чекаат од Бирото за развој на образованието. И утре мислам дека заедно со помирувачот ќе ги видиме сите препораки што ќе ги има помирувачот, и другата постапка е ние треба да ги прифатиме двете страни препораките кои доаѓаат од помирувачот. Ќе најдеме начин како да се постигне тоа. Реализирав состанок со директорот на Бирото за развој на образование, кој е и денеска присутен на оваа конференција, и исто така тој ќе реализира комуникација со сите директори за да види докаде е реализација на програмата, а после тоа ќе имаме прилика со препораки до сите директори како ќе се реализира тоа што останува. Едно да знаете дека за другите години од 1 до 8, освен за тие што завршуваат основно образование, што го завршуваат 9-то одделение, ќе најме начин како може некој дел да се надополнуваат и со почетокот на другата нова учебна година. Значи ќе се гледат сите комбинации, и ако се затворат, ќе треба Бирото да дава препораки за тоа. Соборот на Српската православна црква денеска одобри канонско единство со Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Српската православна црква со соопштение објавено на нивниот официјален сајт го поздравува прифаќањето на општо признатиот канонски статус, а тоа е статус на најширока можна автономија, односно целосна внатрешна независност на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, доделен во 1959 година. Со воспоставување единство на канонски основи и под услови на важење на канонскиот поредок на целата територија на СПЦ, диалогот за идниот и евентуалниот конечен статус на епархиите во Северна Македонија не само што е можен, туку е и целисходен, легитимен и реален. И конечно соборот нема намера по решавањето на статусот да ја условува новата сестринска црква со ограничувачки клаузули во однос на опсегот на нејзината јурисдикција во матичната земја и во диаспората, со препорака прашањето за нејзиното официјално име да се реши во директен братски диалог со еленофонските и другите помесни православни цркви, се наведува во соопштението објавено на сајтот на Српската православна црква. Нов цевковод на улицата Македонски просветители. Како дел од третата фаза од реконструкцијата на улицата Македонски просветители, поставен е нов цевковод со профил F110 од полиетиленски материјал. Цевководот е во должина од 20 метри. Инаку, проектот предвидува 2 одвоени коловозни ленти со тротоари од двете страни, велосипедска патека, нова атмосферска канализација и ново улично осветлување. Ке биде подигнат и нов дрворед од двете страни, а планирано е и изведување на среден разделен цветен појас. Најстариот занаетчија во Струга се уште е во својата работилница. Од дете изработува чевли и чанти. Денес тие се музејски експонати.
Најстариот занаитчија од Струга, 90-годишниот Јоне Кленко и денес е во својата работилница. Работи и на машини стари 1 век. Во минатото правел чевли и чанти од кожа, но во напливот на кинеска ефтина роба денес никој не купува. Се бараат само поправки и крпење. За поправки. Ништо ново не работам од 95-та година навака. Ова све што е праено е тога праено и стои дури с 2 исадов сега. Ми мирисет му војна, каде и држав тамо во куќата. Вакви работи идет од сиве продавници што имат овдека бутици, сите и носят да и поправам. И то ме држеше уште со умов и со надежда вака дека нешто ќе направам. Се гордеев сами од себе. Јоне занаетот го наследил од својот татко, кој изработувал чевли во Франција. Уште од дете бил во работилница, но тагува што занаетчиството е во изумирање и нема наследник. Жално е тоа и мене ми е многу тежина овој збор каде го кажам. Цела Југославија е почетав само да науча повеќе. Денес никого не го интересират. Оту сме се мачеле за да дојме до некое знаење, да можеме да отклониме и да направиме и ново и старо. Сака и алати. Бев и Германија, ви кажав, зедов 2 машини, зедов некои алати за праење, за бигловање ташни. Само ми е тешко. Зашто не може да се учи тој занат повеќе. Да ви кажам право, потежок е од било кој факултет да се учите. Занаетчијата треба да биде чесен. Тоа било основата за успех во минатото. За поттикнување на занаетчиството потребни се субвенции од државата, од и денес е неисплатливо. Ама треба сите давачки што треба да ги дават на државава, треба да ги дава државава, да биде слободен тој. Најосновно е треба да е чесен, што денеска честноста се изгуби меѓу луѓето. А после да се пробијат меѓу луѓето со работа, со квалитет, со знаење. Ако не знае, едно ќе го измамиш човекот, повторно тој не доваѓа. Јоне со своите вешти раце направил стотици модели чевли и чанти. Денес неговите ремек дела се музејски експонати кои сведочат за едно поинакво време. Дизелот поевтинува, бензините поскапуваат. Регулаторната комисија за енергетика ги соопшти новите цени на горивата. Оноќеска на полнок цената на бензините се зголемува за 1,5 денари за литар, па така Евро Супер БС 95 ќе чини 92 денари, а литар Евро Супер БС 98 ќе се продава за 94 денари. За 1 денар се намалува цената на дизелот и на екстра лесното масло за домаќинство. Евродизелот ќе се продава по цена од 86 денари за литар, а цената на екстра лесното масло за домаќинство ќе изнесува 84 денари. Се намалува и малопродажната цена на мазутот и сега ќе изнесува 52,436 денари за килограм. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Заменик министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Рајбаков оцени дека влезот на Шведска и Финска во НАТО ќе биде уште една грешка со далекосежни последици. Безбедноста во Шведска и Финска нема да се зајакне по влезот во НАТО, посочи Рајбаков и додаде дека од ситуацијата ќе зависи како Русија ќе обезбеди безбедноста во случај двете земји да влезат во алијансата. Според заменик министерот, влезот на Шведска и Финска во НАТО ќе доведе до радикална промена на светската ситуација и додаде дека никој не треба да има илузии дека Русија едноставно ќе го прифати тоа. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун наредил за време на вонредниот состанок на Политбирото армијата да се користи за стабилизирање на снабдувањето со лекови во Пјонгјанг. Според државните медиуми, Ким водел елитен состанок на Политбирото во време кога Северна Кореја се соочува со првите потврдени случаи на COVID-19. Во Северна Кореја се шири епидемија на коронавирусот во последните 24 часа.
Регистрирани се 8 нови смртни случаи и 392.920 лица со симптоми на треска. Севернокорејскиот лидер ги критикуваше државните службеници за доцнење во испораките на лекови и нареди на армијата да се вклучи во одговор на пандемијата во главниот град на земјата Пјонгјанг, пренесува Associated Press. За 24 часа пријавени се 8 нови смртни случаи, а претходно уште 50 смртни случаи кај заболени од COVID-19, иако државните медиуми не известуваат за тоа. Во неуспехот да се забави ширењето на коронавирусот, се предвидува дека ќе има страшни последици за Северна Кореја со оглед на лошиот здравствен систем. Се верува дека населението од 26 милиони е главно невакцинирано, меѓу другото затоа што владата на Пјонгјанг отфрлила милиони вакцини понудени во рамките на КОВАКС, поддржани од Обединетите нации, најверојатно поради недостиг на доверба во обврската за следење и контрола на дистрибуцијата на вакцините. 10 лица беа убиени во расно мотивирано масовно пукање во супермаркет во градот Бафало во американската држава Њујорк. 18-годишно лице во воена опрема е уапсено на лице место и приведено. Влегол во прометниот супермаркет Топс во саботата попладне на 14 мај и отвори логан. Според полицијата, нападот бил пренесуван во живо на социјалните мрежи. Се верува дека осомничениот возил неколку часа за да стигне до делот на градот Бафало, каде живее претежно афроамериканско население. Нападјачот од Бафало и на интернет објавил манифест од 180 страници во кој ги опишал своите екстремистички верувања полни со теории на заговор. Документот содржи куп расистички и антисемитистички тврдења заедно со признавање дека авторот е фашист. Индија ја зафати топлотен брана во Њу Делхи е забележена температура од 49 Целзиусови степени. Интензивни топлотни брадоми ги погодија северните делови на Индија, температурата достигна рекордни 49,2 Целзиусови степени во главниот град Њу Делхи. Метеоролошките извештаи покажуваат дека ова е петти топлотен бран во главниот град ова лето. Официјални лица многу делови од земјата побара од луѓето да преземат мерки на предпазливост и предупредија жештината дека може да се смета за ризик по здравјето на ранливите луѓе, вклучувајќи новороденчиња, постарели лица и лица со хронични болести. Државите Химачал Прадеш, Харајана, Утраканд, Пенџаб и Бихар се особено погодени со високи температури во последните неколку дена, соопшти Индискиот метеоролошки оддел. Тоа е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Довидување!